Здраво на сите, разговараме со Јованка Атанасовска, една од победничките на конкурсот Дизајнирај и инспирирај на веб-сајтот klimatskipромени.mk, кој што е финансиран и поддржан од UNDP и Министерството за животна средина и просторно планирање. Разговараме со Јованка, која успеа да добие награда. Најпрво би те запрашал што те инспирираше да го направиш овој постер и која беше твојата мотивација да се вклучиш во надпреварот? Јас моментално сум студент на Академија за графички дизајн. Мотивот кој што ми беше да го направам овој постер е да представам символично еден од поголемите проблеми со кои што се соочуваме, тоа се масовната сеча и шумските пожари кои што се предизвикани најмногу од човечки фактор. На постерот кој што го направив, имам представено бели дробови кои што се направени од шума, кое што на дното веќе почнува да ја снемува. Шумата, односно дрвата се оние кои што даваат кислород, кои што полека ги снемува, односно така се уништуваат белите дробови. Дали очекуваше толку позитивни реакции, бидејќи собра многу гласови и доста коментари и споделувања? Искрено не. Меѓутоа ме радува. Так. Што е така. Нешто околу климатските промени како проблем на денешницата, колку се запознаена, на кој начин се информираш? Што би им препорачала на младите, каква климатска акција да преземат тие? Па вака, јас себе си се сметам за прилично љубопитна личност и ме интересираат многу работи, доста општествено-политички работи следам. Значи, следствено на тоа запознаена сум и со проблемите на глобално ниво со кои што се соочуваме, климатските проблеми. Запознаена сум исто така со акциите кои што се преземаат. Сега најголем информатор ми се социјалните мрежи, преку нив најчесто се информирам. Меѓутоа би сакала искрено повеќе државата да се заинтересира, односно во државава повеќе медиумите да се заинтересираат за овој проблем и да биде медиумски попокриено, значи да не е само на социјални мрежи, затоа што не сите се информираат така, повеќе да го има и на телевизија, да се покријат овие кампањи кои што се случуваат, еколошките акции, акциите против загадување, протестите едно друго. Она што сакам да им го порачам на младите, мислам тешко е да се крене свеста кај луѓето, посебно кај младите, затоа што барем јас мислам така, дека секој мисли дека од него не може ништо да се смени. Значи, што можам јас сам да направам за да се смени нешто. И сега ако 10 луѓе така размислуваат, значи веќе имаме една цела група и значи им препорачувам да си го сменат размислувањето, да мислат дека можат. Значи биде ти пример кој што ќе биде позитивен, кој што понатака ќе го следат и другите. Одлично, многу ти благодарам за разговорот и ти благодарам за твоето учество во кампањата Климата се менува, зошто не и ти. Се надевам дека овој пример кој што ти го постави и пораките кои што сега ги пренесе ќе допрат до многу млади луѓе, впрочем и затоа ја водиме оваа кампања. Секако се надам дека и наградата што ќе ја добиеш ќе искористиш паметно за некој од курсевите на Курсера и продолжи понатаму да работиш со дизајнот и да се вклучуваш во климатски акции.